што знаеме, на денешниот празник, християнски празник Свети Тома, е ден на градежниците. Па порано имало традиција нашите колеги градежници каде и да се враќаат на овој ден во струмичкиот крај, со тоа го означувале крајот на сезоната на работа во градежништвото. Мене ми беше чест ова година што бев кум на овој празник и сега кумството го предавам на мојот колега Антонио од Мајстор Компани Босилов. Па искрено да кажем, со оглед на ситуацијата како што е со COVID-19, ние лично како фирма мислам дека излегохме како што треба со предизвиците, дека се помина во најдобар ред, како со изградба, така и продажбата на становите. Па секој пат се надеваме дека следната година ќе биде по-добро расположение и по-релаксирана атмосфера за работа. Становиот Да. Што представува за вас преземањето на кумството? Па за нас представува една огромна чест и задоволство да се биде избран за нов кум на овој ден на градежниците Свети Тома, кој што се одржува по 28 пат оваа година, значи тоа е веќе една долга традиција. Се надам дека ќе продолжи во иднина, ќе се пременува од колено на колено и ќе се собираме вака сите градежници на овој ден. Така. Спомнавме дека оваа година беше година на предизвици. Економските анализи покажуваат дека и наредната година ќе биде година на предизвици. Ја завршувате градежната сезона. Некако која е оценката и кои се очекувањата за наредната година во поширок контекст на борбата против пандемијата со COVID-19? Дали тоа и директно се одрази во вашиот сектор? Па секако, значи оваа пандемија COVID-19 се одрази во буквално секој сектор, може и во градежништвото малце помалце, бидејќи ние сме на отворено, работиме на отворени услови и не влија толку многу кај нас, но секако дека се одрази. Се надеваме на многу подобри времиња и многу подобра и поуспешна наредна година.